Civil Media. Добро утро на првата пресконференција од пресцентарот на Цивил, кој се наоѓа во Старата Чаршија во клубот Менада спроти Универзитетот на Југоисточна Европа. Ние денеска, рано изутрина, пуштивме едно соопштение во кое повикавме на и им посакавме на граѓанките и граѓаните мирен, слободен, демократски и фер изборен процес, ден во кој ќе ја празнуваат демократијата. Исто така повикавме до граѓанките и граѓаните да упатуваат пораки, односно да ги споделуваат своите информации со Цивил Центар за слобода за било кој облик на нерегуларности, па нека е тоа и најмал, бидејќи на денови на гласање Цивил прогласува нулта толеранција за изборните нерегуларности од било кој вид, па нека е тоа и најмало прекршување на процедурите. Би сакал да споделам неколку информации кои дојдоа од аналитичкиот центар на Цивил. Денеска мониторингот на Цивил го спроведуваат исто како и во првиот изборен круг 160 акредитирани наблюдувачи, од кои сите без исклучок се мобилни, распоредени се низ целата земја. Тие во текот на изборниот ден ќе посетат меѓу 1300 и 1600 избирачки места во земјата. Пресцентарот на Цивил е отворен од 6 часот и 30 минути утринава и ќе биде отворен до моментот кога ќе се установи дека нема повеќе потреба за работа, но најверојатно околу полноќ. Во текот на изборниот молк, кој настапи на полноќ меѓу петок и сабота, 3 кон 4 мај, до 9 часот изутринава, Цивил бележи повеќе од 60 случаи на кршење на изборниот молк. Изборниот молк се крши на терен со агитирање и дистрибуција на пропаганден материјал. Исто така забележуваме кршење на изборниот молк на неколку интернет портали, а најмногу на социјалните мрежи како Facebook, Instagram и Twitter. Таму практично како да не постои забрана за пропаганда на социјалните мрежи, кршењето на изборниот молк е постојано, континуирано и се одвива без престан. Иако објавите на социјалните мрежи во поголем дел се преку приватни профили на корисниците на овие мрежи, и може да се каже дека не го кршат изборниот законник директно, сепак се работи според Цивил за грубо кршење на изборниот молк. Особено затоа што ова кршење на изборниот молк, нека е тоа и од приватните профили, го спроведуваат членови, активисти и функционери во политичките партии, односно членови и активисти, односно лидери на неформалните политички иницијативи. Исклучок не се ни јавни личности, што јавноста ги препознава како поддржувачи на одделни политички опции, и сметаме дека со нивното јавно произнесување во време на изборен молк, тие и го кршат изборниот молк. Исто така, се забележува кршење на изборниот молк и од лица вработени во јавната администрација, дури и во МВР, кои во еден случај повикуваат на бојкот. Би сакал да споделам неколку информации кои се однесуваат на посебни избирачки места, кои се нерегуларностите кои ги забележува Цивил Центар за слобода, односно наблюдувачите на терен во целата земја. Се работи сепак за помали прекршувања на процедурите и на изборниот законник, меѓутоа според нас, како што рековме, ниедно кршење на правото на глас или изборниот законник не е беззначајно. На избирачките места 2495 и 2496 во основното училиште Дане Крапчев во Газибаба, утрово во 7 часот и 30 минути, немало обележја за забрането внесување оружје, забрането сликање и снимање, а од избирачкиот одбор на нашиот наблюдувач му одговориле дека не им испратиле од Државната изборна комисија. Ова се повторува пред да започне
пресконференцијава добив информација дека ова се повторува во неколку извештаи на нашите наблюдувачи, дека изборниот материјал, како што се ознаки, пенкала и така натаму, не е комплетиран во еден извесен број избирачки места и дека не е испратен од Државната изборна комисија. Во основното училиште Крстен Мисирков во населба Ченто во Гази Баба, каде што се избирачките места 2498 до 2500, 2500, биле расфрлани летоци околу училишниот двор со негативна конотација за еден од кандидатите, што е кршење на изборен молк. Во истото основно училиште во Газибаба спроти објектот каде што се гласа, стои до половина искинат плакат на кој сепак се гледа знакот на една од партиите. На избирачкото место 1941, 1941-1, 42-1 во текстилното училиште во Тетово, во избирачкото место немало обележја, а немало ни пенкала, а исто така на почетокот на гласањето членовите на избирачкиот одбор не носеле легитимации, како и тоа дека немало две батерии кои им биле подоцна донесени во две UV ламби кои им биле донесени подоцна од Општинската изборна комисија. Ако кажете дека беџовите што треба да ги носат членовите на избирачкиот одбор не е беззначајна нерегуларност, односно мала процедурална грешка или пропуст, ние сметаме дека тоа сепак не е мал проблем, бидејќи ако луѓето не се прописно обележани, односно означени и со сведоштво дека се акредитирани, може да биде било кој може да го заземе местото на член на избирачки одбор. Затоа сметаме дека процедурите се тука за да бидат почитувани, а не да бидат избегнувани, занемарувани или кршени. Во Работничкиот универзитет во Велес на избирачкото место 2170 околу десетина ливчиња биле искинати со се делот што треба да остане во кочанот, што исто така може да изгледа беззначајно, но сепак е сериозен процедурален пропуст. На избирачкото место 2689 во основното училиште Љубен Лапе во Аеродром, гласач на глас кажал за кого ќе гласа. Бил опоменат од членовите на избирачкиот одбор, тоа спаѓа во категоријата нарушување на тајноста на гласањето, како и агитација, односно кршење на изборниот молк. На избирачкото место 2395 во основното училиште Никола Вапцаров во Чаир, еден гласач го немало на избирачкиот список. Избирачкиот список тргна понатаму во своето покажување и докажување на своите недостатоци, како што кажавме и во претходниот период, пред самиот почеток на изборниот процес, избирачкиот список не е во добра состојба наспроти убедувањата од институциите, и тоа и во првиот изборен круг се покажа како точно. За жал, над 150 лица не можеа да го остварат своето право на глас во првиот круг, а еве веќе еден случај на човек кого го нема во избирачкиот список и не може да го исполни своето гласачко право, го гледаме веќе во раните утрински часови на вториот круг. На истото гласачко место во Чаир, член на избирачкиот одбор фотографирал лична карта на гласач, што е неприфатливо, тоа е кршење на принципите на приватност и тоа не може да се дозволи понатаму. На избирачкото место 2277, 2278 не им бил доставен на членовите на избирачкиот одбор параван за гласање на лица со попреченост, па како замена се користат обични високи паравани. На избирачкото место 110 во местната заедница Колелачето во Битола, членовите на избирачкиот одбор немале легитимации и изјавиле дека не знаат дека треба да ги чуваат воопшто. Исто така немало ни доволно изборен материјал, како што се пенкала и друго.
На избирачкото место 109 во истата битолска местна заедница, жена во поодмината возраст, но без знаци на попреченост или без видлива потреба за помош, зад пултот пристигнала со член од семејството кој го заокружил ливчето наместо неа. Тоа е семејно и групно гласање. Се надеваме дека ќе влезе во записникот на избирачкиот одбор, а и чудно е што воопшто им било дозволено такво нешто и да направат. На избирачкото место број 7 во основното училиште Никола Вапцаров во Струмица, во близина на објектот има партиски обележја. Во влезови во населбата Капиштец во Скопската општина Центар, синоќа, односно рано утрово, се залепени плакати на една неформална политичка иницијатива. На избирачкото место 2816 во домот на АРМ во Центар нема пристап до параванот за лица со попреченост. Значи параван има, но пристап нема. На избирачкото место 1102 во основното училиште во село Черкези во Куманово, кога го ставал гласачкото ливче во кутијата, еден гласач извикал најдобриот да победи, а се знае кој ќе победи. На избирачкото место 2298 во училиштето Иван Михаилов во Штип, акредитиран партиски наблюдувач, гласал со акредитацијата и му рекол на член на избирачкиот одбор да му пише порака во смисла што и како понатаму, односно се договарале за активности кои може да значат евиденција на гласачи. Ниеден член на избирачкиот одбор во ова избирачко место немал акредитација. На избирачките места 19, 35, 36, 43 и 47 во гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово немало поставени знаци за забрана на носење оружје на ниту едно од избирачките места, ниту на влезот, а недостасувал и друг вид ознаки и изборен материјал. На избирачкото место 2690 во основното училиште Ѓорѓија Пулевски во Аеродром, избирачкиот одбор имал само тројца членови, по еден член и кине ливчиња и прска со спреј. За крај на оваа пресконференција само да кажеме дека ова се информациите пристигнати до 9 часот и 50 минути и да завршиме со информацијата дека во Штип забележуваме еден документиран случај на организиран превоз на гласачи. Цивил располага со фотографии и со броеви на регистарските таблички на лицето кое спроведува организиран превоз на гласачите. Толку за сега. Следната пресконференција, доколку не се случи нешто непредвидено, ќе биде во 12 часот и 30 минути. Ви посакуваме убав, мирен, спокоен, фер и демократски изборен процес на сите. Повелете со прашања доколку имате. Информација дека лидер на партија ќе биде цел ден присутен покрај гласачката кутија на едно избирачко место во околината на Скопје. Дали е тоа дозволено и дали тоа не представува еден вид притисок? Знаете што, го знаеме случајот, знаеме и за кој лидер на политичка партија се работи. Наш став е дека во тоа нема ништо незаконско, меѓутоа исто така како што знаете, Цивил Центар за слобода постојано говори за тоа дека не се што е законски дозволено или не секоја дупка што се искористува во законите е соодветна и на етичките норми и стандарди, односно демократски стандарди. Заради тоа толкуваме дека можно е тука да се работи и за одреден вид на притисок, односно обид за провокација на тоа место, на тоа избирачко место во тоа скопско село, во кое знаеме дека ќе биде лидерот на таа политичка партија. Добро е прашањето и добар повод е уште еднаш како организација за човекови права и слободи да повикаме на максимално почитување на човековите права и слободи, правото на глас и исто така да повикаме на мирно и достоинствено гласање, а не на провокации. Цивил медија